Може да се интервенира и сега, мислам, не е проблем тоа за буџетот, ако можеше минималната плата да се зголеми на 18.000, како што ја поддржавме. Може и тука да се интервенира, затоа што ако намалувате критериуми, ако ги сврлувате критериумите за платата, тогаш можат да се зголемат процентите. И затоа и го предлагаме ова, од 20 на 30, од 30 на 40%. Го поздравувам тоа што го рековте во ребалансот, дека ќе интервенирате, односно еве и ние ќе интервенираме за покачување на платата. Јас сакам друго нешто да укажам. Во врска и со минималната плата и со платата на полицајците, добиваме барања од синдикатите, кои што не сакате да ги примите кај вас. Еве неколку години кажуваат луѓето дека не ги примате за да поразговараат малку за проблемите кои што ги мачат во делот на платата. Па имаме неколку побарувања од нив во делот на платата. Вика, основната плата на полицајецот е помала и од минималната плата, односно МВР не го спроведува законот кој што е должна да го почитува. И зошто ова го кажува? Плата како плата, нели, минат труд, заслуга и така натаму. Поедноставно плата вика паричен надоместок само за работа и труд на работникот, што во случајов е полицаецот, врз основа на член 107 од Законот за работни односи за минималната плата. Платата на работникот за работа со полно работно време не може да биде пониска од минималната плата утврдена според закон и колективен договор. Бидејќи во овој закон и колективниот договор на Министерството за внатрешни работи не е предвидена било каква сума, платата, значи, но не основната плата, треба да изнесува најмалку 18.000 денари. Согласно член 140 од Законот за внатрешни работи, работникот има право на плата и на доместок на плата, согласно закон, колективен договор. Плаќањата од ставот 1 на овој член се остваруваат согласно овој закон, Законот за полиција, колективниот договор и прописите од областа на работните односи. Но дали е тоа така? Тука доаѓаме до еден спорен поим во последно време, односно основната плата. Значи не само во поим, туку и како парични суми и намена, плата, основна плата и основна компонента на плата се разликуваат едно од друго. Основна плата во поим е одредена во член 156 и 157 од колективниот договор како дел од основната компонента на плата. На 1.1.2009 година, се сеќавате, со воведување на концептот на брута плата, на основната плата се додадени, барем така беше кажано, и хранарината, и патарината, односно превозот. Таа сума у тој период од прилика некаде се споменуваше дека изнесувала околу 3200 денари. Поимот нето плата, кој што ние сите познат, на сите нас познат, е тој кој што се користи од тој момент па навака во делот на основната компонента на плата. Врз основа на колективен договор на МВР, основната компонента на плата се состои од под 1 основна плата, под 2 зголемување на износот на плата за 20 и 30% и под 3 додаток за кариера. Ова ни е на сите познато дека на основната плата се додава 20, односно 30% за овластување, многу важно, и додаток за кариера. Во овој дел на колективниот договор, во член 157 е разликата во пресметувањето на платата на полицаец, односно образованието и сложеноста на работата на работното место се вреднуваат со бодови. Понатаму во истиот член стои дека вредноста на бодот се утврдува со решение на министерот со претходно мислење на македонскиот полициски синдикат. Понатаму, покрај се досега објаснето, да направиме еден мал пресек. Пресметка на плата на полицаец вработен во МВР. Да скратам, за да се дојде до платата на полицаец, процесот на пресметка мора да го почнеме одназад со одземање. Па ќе почнеме со основната компонента на платата на полициски службеник, ќе одиме со помлад полицаец, кој што отприлика зема 22.800 денари, за решение со 510 бода и да предпоставиме дека има работен стаж од 5 години. И да речеме има 30% додаток за овластување. Од 22.700, односно 800 денари, да го одземеме додаток за овластување, 30% доаѓаме до вредност околу 15.939 денари, што е веднаш под просекот, односно минималецот кој што го утврдивме, кој што изнесува 18.000 денари.
Кога од оваа сума ќе го одземеме и процентот за претпоставен стаж од 5 години, кој што е 2,5%, тој изнесува некаде околу 400 денари и доаѓаме сума од 15.500 денари. Иако веќе добиената сума од 15.500 денари, реков веќе далеку од под 18.000 денари, ќе продолжиме со пресметката. Сега од оваа добиена сума од 15.500 денари, кога ќе ги одземеме оние 3.200 денари што ги споменав на почетокот, воведени со бруто платата, доаѓаме до вредност на платата на еден полициски службеник, полицаец, со карактеристиките што ги кажав, дека зема плата од околу 12.340 денари. Може би вака звучи некоректно ова одземање и пресметка на платата, меѓутоа во суштина толку ни е платен нашиот полицаец кој што го изложуваме на ризици од по неговиот живот и така натаму. Јас мислам дека ова што го предложивме сега, овие проценти кои што ги предложивме за покачување на платата, би требало на некој начин да помогнат ова да се надмине, затоа што ако сакаме реално да ставиме ред на улиците, да ставиме ред во борбата со криминалот, ние мораме да имаме задоволна полиција. Во моментов полицијата наша не е задоволна. И тука не станува збор само за платите. Не сакам да ја ширам дискусијата понатако, сакам да се држам само до предложениот амандман, да не бидам некоректен, меѓутоа свесни сте и сами, ви како министер, 7 години сте, дека нашата полиција е испраќана на сериозни полициски задачи со опрема која што не е зановена повеќе години. Ќе ве подсетам, посебно во делот на опремата која што се однесува за нивна лична заштита, од делот на заштитни маски до делот на панцири со панцирни плочи, шлемови и така натака. Имаме слики, медиумите ги пренесоа дека луѓе се испраќаат без заштитна опрема на задача и сега тука се прават одредени проценки, нели, кога се испраќаат тие припадници. Поединци се испраќаат со капчиња, поединци се испраќаат со шлемови. Што би рекло дека не станува збор за проблем во проценките, туку станува збор за недостиг на таква опрема и на такви средства во единиците. 7 година сте министер, не викам дека тоа не ви е наследена состојба, меѓутоа за 7 години сте можеле да надминете некои од овие состојби, посебно што кога ќе се земе годината на производство, да речеме, на заштитните маски, станува збор за маски кои што се од времето на бивша Југославија од 86-87 година, проблем кој што е треба јавно да се изложи и да се зборува за тоа, затоа што на крајот платата го задоволува полицаецот, меѓутоа на крајот неговата безбедност и безбедноста на единицата која што ги изведува задачите, приоритет број 1 за вас како министер, односно за нас како држава. Зошто ова го кажувам? Затоа што ако се случи утре тој што ќе го испратиме без соодветна заштитна опрема на задача, ризикуваме да после плаќаме како држава одредени надоместоци на штети, повредување и така натака, а ризикуваме и во делот на оперативната подготвеност на единиците кои што остануваат без соодветен стручен кадар. Не би должел понатаму, благодарам за вниманието. Мислам дека кога ќе дојде буџетот, дека сите, како што сега овдека кажувате, дека ќе се сложиме за покачување на процентот на полицајците, на платата на полицајците, дека сите едногласно ќе се сложиме и таа работа ќе одработиме онака како што ни доликува. Благодарам.